Од 800 до 10.000 евра се казните за фирмите кои од 16 март нема да ги намалат цените на млечните производи и тестенините. Од Државниот пазарен инспекторат вела дека од четврток, кога стапуваат на сила одлуките на владата, инспекторите веднаш ќе излезат на терен и ќе постапуваат. Пазарниот инспекторат е постојано на терен со сите своји расположиви ресурси и ќе продолжи да врши надзори во согласност со законските надлежности, но и ќе постапува по одлуките на владата. Во случај да се утврди прекршување на одлуките, ќе следат казни кои произлегуваат од Законот за трговија. Казните се високи и изнесуваат од 800 до 10.000 евра, во зависност од големината и видот на економскиот оператор. Затоа апелираме да се почитуваат одлуките, а ние како институција постојано сме на терен, постапуваме во согласност со нашите надлежности, велат од пазарната инспекција. Владата на последната седница донесе одлука за замрзнување на цените, со што млечните производи ќе поевтинат за 10%, а тестенините за 15%. Со одлуката се опфатени макарони и шпагети, трајно кравјо млеко со масленост од 2,8%, 3,2% и 3,5%, урда, кравјо бело сирење и мешано бело сирење, кравје кашкавал, кисело млеко, павлака и јогурт. Највисоките цени на наведените производи се утврдуваат на нивото на цените кои се применувале на 1 март годинава и на таа цена ќе треба да следи намалување за 10, односно 15%. Ова е втора мерка на владата за замрзнување на цени, откако на 1 март на 33 денари беше замрзната цената на белиот и полубелиот леб. Постапување на сила на одлуката, 3 дена во маркетите и продавниците немаше бел леб, бидејќи производителите одбија да испорачуваат. Откако од владата најавија казни за сите кои не ја почитуваат замрзнатата цена, пекарите и производителите почнаа да испорачуваат леб по 33 денари, но најавија дека ќе ја тужат државата за нанесена штета.